Колку учениците се воспитани и знаат да ги почитуваат денес наставниците. Штипјани децидни дека основните вредности се целосно променети, па ако некогаш учителот, родителот, полицаецот и докторот биле личности за почит, денес според анкетата на Емнет телевизија не е веќе така. Дали новиот модерен живот и новите технологии се причина за ваквиот резултат? Останува и понатаму дилема и неразјаснето прашање. Нема дисциплина никако, ни од деца, ни никако. Дисциплина нема. Јас знам многу пати сум улизал во гимназијата тоа и во Ванчо преке да дигне школата. Нема дисциплина, денеска дисциплината е за никаде. Ја мислам учениците. Од мали нозе се распуштени и не знам што да кажам. Како тоа едно време никој беме ученици, понашањето ни беше не смееш, втора мајка, втор татко учителот. А сега младите не знаеш што прават. Родитело што каже закон е, учителот што каже закон беше. А сега децата што ги гледам, што слушам, од мали нозе ни мајка фермат, ни баба фермат, ни учител фермат. Ја не знам какво воспитување е. И само телефоните и се ураци и не ги интересира друго. Ние воспитуваме, немаше тоа време телефони, немаше тие работи и можеше да има поштување, да се воспитува децата. Ние тоа време не ги ни причекуваме децата од школа. Со цело мало децата одат и доваѓаат од школа. А сега, ако не е мајката, бабата, ако не е бабата, комшиката. Значи, прво родител треба да го самостои детето. Кој ги воспитувате да каже добар ден? Тоа да се поздравува, да поштува постари, да не вреѓа. Ако има некаде кавга, тепачка, да се поместе, да не навлегува у тие. Да. Се е променето, ништо не е како што е било. Сите услови се сменети. Имаше, ама и професорите имаат друг однос према учениците, мислам према децата, мислам, без разлика како и шо. Имаше си некое си растојание меѓу едни и други, а сега не. Макар да треба, точно, блискоста сакам да има, меѓутоа у друг смер, не у тај како што денеска го практикуват. Насочени се у други смерови, на друго, мислам, поле, а на тоа што треба, што е фактички у нивни гранки, што треба, не се. Има ли култура добар ден, добро утро основа? Тоа најмалку мислам. Има, додуша има некои одредени, од што сега јас како повозрастна нормално. Има. Има за разгалени деца има. Со оглед фактот дека вчера наставникот Кочани се здоби со кривична пријава поради тоа што нападнал ученик, граѓаните велат дека тој начин не е исправен. Да се повише тон за да се стори ред, тие оправдуваат. Напад никако. Ако е за ред, у реду, ако е за други работи, не е оправдано. Не, ко веќе е на тон, само со тон, да не е со физичка потреба, мислам, тоа да се опоменува. Веќе ако нема разбирање, треба да се изнајде некој посоодветен начин што треба и за децата и за професорите. Најмногу што влијае и домашното воспитување, како ќе го насочиш. Без разлика, мислам, на тоа, меѓутоа, еве, моја констатација е дека денеска децата се стварно лошо насочени. Во согласно со ситуацијата, она што понатаму останува е тоа колку родителите ги воспитуваат децата и колку им вршат контрола, знаејќи дека и наставниците имаат деца дома и во образованието се поставени со основната цел да образуваат и развиваат.